Аја Софија. Нашето патување започнува со величенствената црква и џамија, Аја Софија, споменик кој сведочи за последните 1500 години од историјата на овој град, од времето кога го носел името Константинопол. Првично изградена како христијанска црква во 6 век од византискиот цар Јустинијан I, а подоцна, по црковниот раскол, служела како царска православна црква во која скоро 1000 години се кронисувале византиските цареви, за по 1453 година да стане главна џамија на османлиските султани. Денес, оваа велелепна градба, Аја Софија, стои како најзнаменит споменик во градот на Босфорот, кој пречекува милиони посетители од целиот свет, со огромната купола, која и денеска е најголема во светот, сложените мозаици кои што сведочат за уметничкиот престиж на Византија во раниот среден век и импресивната архитектура, Аја Софија продолжува да ги плени срцата на сите кои што влегуваат во неа. Официјално денес Аја Софија е џамија во која може да влезе секој и да се моли, па така, еден дел од објектот е заграден и тука можат да се клањаат и молат на Севишниот Бог муслиманите, а секој христијанин исто така може слободно да се прекрсти и да се помоли на Бога, додека гледаат по величенствените мозаици кои до денес се сочувани токму благодарение на тоа што црквата стана џамија. Имено во Аја Софија, црквата на Божествената мудрост, кога станала џамија, биле премачкани со малтер мозаиците и фреските, што пак било еден вид на нивно конзервирање и начин да се сочуваат од самоуништување низ 500 години османлиска власт, па се до претварањето на црквата во музеј и нивното повторно откривање и конзервирање.